Започнуваме со разговорот со интервјуто со градоначалникот на општина Охрид, Константин Георгиевски, и ќе започнеме со она што е моментално акутно, секако епидемијата на коронавирусот, со сите оние предизвици кои истата ги наметна на граѓаните и на нашата општина во овие изминати 2 месеци, па како градоначалник и како доктор, кој е вашето гледање за тоа како градот се справи со тоа? Да, во ситуација на една ваква глобална светска, наречам, закана од незапамтени размери од здравствен карактер, ние како град ценам дека до сега добро се справивме со тој предизвик. Уште од самиот старт редовно одржувавме состаноци со кризниот штаб, кој што се директорите на сите јавни здравствени установи, потоа представници од СВР, од Центарот за управување со кризи, јас како градоначалник и други членови. И направивме соодветен оперативен план, кој што за среќа досега немаше потреба да се операционализира. Тука секако дека во успешното справување со тој предизвик, со таа ситуација, помогна исклучително доброто менаџирање од страна на Министерството на здравство и Комисијата за заразни болести при истото, во однос на овакво спроведување на мерки и превземање на соодветни активности во насока на намалување на социјалната дружба, значи во споставување на социјална дистанца на луѓето. И тоа е една работа која што, да речем, придонесе кон сета таа ситуација добро да се справиме. И ние како град, а и како држава, мислам дека добро се носиме и ќе се износиме со овој предизвик. Градоначалник, сега во врска со самите оние предизвици кои што ни предстојат, како стопанска гранка со која што е примарна за нашиот град, односно за туризмот, станува збор за најпогодениот сектор од корона кризата и Охрид како туристички центар веќе трпи штета. На последната седмица помина одлуки кои што ги засегаат угостителските објекти, па со нив да почнеме и секако да се надоврземе со она што ни следува, со најавениот ребаланс за буџетот за помош на локалната економија и секако за ублажување на последиците од штетите кои што епидемијата ќе ги донесе во нашата општина. Да, на седницата на Советот сега станува збор за некои првични, да речам, мерки кои што се во насока на слободување на угостителите за плаќање на надомест за градежно земјиште и комунална такса. Ние спремаме ребаланс на буџетот на општина Охрид, кој што тежи околу 40 милиони денари за штеда во однос на расходната страна на буџетот и ќе се градат голем дел на непродуктивни, да речам, трошоци. Например, имавме планирано ние набавка на пајак возило оваа година, меѓутоа тоа ќе го оставиме за некои подобри времења. Имавме планирано нешто постапка за оперативен лизинг за возила за општината и тоа ќе го оставиме за подобри времења. Дел од активностите на секторот за локален економски развој ќе се пренаменат. Имавме предвидено околу 3,5 милиони субвенционирање на секое ново работно место кое што е на поголема далечина од центарот на градот Охрид за субвенционирање на транспортот и тоа ќе го оставиме за подобри времења и ред други ставки, репрезентација, тој да не зборуваме, угостителски услуги, службени патувања, тоа све ќе биде сведено на минимум и ќе се оствари негдека заштита од околу 40 милиони денари. Започна долго очекуваната реконструкција на една од најстарите, меѓутоа е една од дефинитивно најпрометните и најзапуштени улици во нашиот град, улицата Аба Семин. Како е проектирана самата улица и во смисла како таму ќе започне онаа реконструкција која што е секако и тековна,
изградбата на тротоари, изградбата на таа инфраструктура комунална целосна, и со оглед на тоа што ќе имаме и ребаланс на буџетот, што може да очекуваат граѓаните во насока на сите оние инфраструктурни зафати кои што општината ќе ги презема до крајот на оваа година? Ние, да речем, се најдовме во еден голем инвестиционен циклус и во ребалансот на буџетот ќе кратиме све освен капитални инвестиции. Затоа што едноставно тендерите ги распишавме ние одма во јануар, за да можеме што побрзо да почнеме со работа, и договорите ги склучивме и започнавме со работа пред настапување на кризата. Така да покрај улицата Аба Семин, во моментов пробиваме нова улица низ касарната, таму се во понапредната фаза работите, а еден огромен исто така капитален проект е комплетната реконструкција на влезот од Битола 15-ти корпус. Таа улица ќе се реконструира скроз до после гробиштата во должина од 2 километри. И тоа е навистина еден предизвик за нас како локална самоуправа. И точно дека тие два проекти ни се ударни сега, проекти кои што ни одземаат многу енергија, време и пред све финансиски средства. На улицата 15-ти корпус обезбедивме учество на јавното предпријатие за државни патишта во поставување на нова асфалтна подлога од околу 28 милиони е нивното учество, а додека сите останати работи, значи поставување на атмосферска канализација нова, тротоари, осветлување е од буџетот на општината и тоа ќе кошта негде околу 30 милиони, значи тоа е негде преку 55-6 милиони денари инвестиција, а за Аба Семин работите кои што сега ги изведуваме, тоа е поставување нова атмосферска канализација, фекална и нова водоводна линија, се обезбедени преку средства од Европска банка за обнова и развој, а додека останатиот дел од работите, асфалтната подлога, се од буџетот на општина Охрид. Веќе имаме склучено договори за комплетна реконструкција на прва македонска ударна бригада и улицата Охридски бригади. И тие се две улици кои што ќе ги започнеме во наредните недела дена до две. Очекуваме одобрението е при крај. И така да ќе имаме на повеќе фронтови работа. Покрај тоа тераме со крпење ударни дупки, тесни улици, вршиме реконструкција на тротоарот на туристичка кај основното училиште Глигор Прличев. За летниот период имаме планирано инвестиции во повеќе училишта. Меѓутоа ќе видиме како ќе оди во однос на финансирањето, затоа што приходите во општината се драстично намалени. Процесот на раздолжување кој што го започнавме минатата година донесе до тоа да ние превземе голем дел обврски по однос на спогодби, па покрај капитални инвестиции имаме и спогодби за исплата во однос на раздолжувањето и не чека навистина еден тежок и напорен период, кај што од една страна ќе мора да мислиме на фирмите, на бизнисот, на компаниите, како да ги помогнеме, а од друга страна да продолжи, да речем, финансиски солвентно добро работење на општината. Нашиот град корона кризата го затекна во еден процес на имплементација на препораките од Комитетот за светско културно наследство на УНЕСКО и дали има тука некои поместувања, дали сите рокови се пробиени и дали очекуваме да се креираат некои нови рокови? Акцијскиот план кој што ние го донесовме во тој роковник на Советот на општината Охрид кој што донесе и во однос на препораките на барањата на УНЕСКО, стои дека сега треба да се изврши стратешка евалуација на влијание на животна средина и културно наследство на сите тие објекти кои што се бесправно изградени и се во текот на годините легализирани. Во однос на отстранувањето на бесправните објекти, тоа е еден зачаран круг во кој што е многу тешко да се
да се најде крајот, ние како што викаме, Охријани. Зошто? Затоа што години во општина Охрид ништо не е отстрането. Државата на своевиден начин го стимулира бесправната градба со носење на закони за денационализација, за легализација. Со изменување на законите, фактички скоро сите ингеренции се префрлени на општината и треба на вистина еден скроз поинаков пристап за да имаме успех во таа работа. Ние, кога пристапивме кон отстранување на дел од бесправно изградените објекти, најголем проблем на кој што најдуваме и на кој што, да речеме, најголем предизвик и најтешко е да се оствари таа работа, имаме два, да речам, скоро нерешливи проблеми. А тоа е што голем дел од објектите се во управни постапки, дел се собарања за легализација, дел се легализирани, дел се по жалби, по судови, едноставно немаме за сите тие објекти кои што сиве знаеме дека се диви градби, меѓутоа немаме ние акти конечни за нивно отстранување. Луѓето едноставно се толку луцидни што ги користат сите можни правни лекови да избегнат правдата. Другиот аспект е од финансиски аспект. За ние да имаме една, да речам, сериозна акција со отстранување на бесправно изградени објекти, ни треба еден огромен буџет и кога ќе речеме денеска во Охрид рушиме, тогаш треба да настапиме на 10 локации со механизација, со човечки ресурси, за да не бидеме обвинети дека настапуваме и отстрануваме селективно. А сите ние ги знаеме кои се тие објекти кои што треба да ги отстраниме. Дури што се чисти со решенија за отстранување или што се активни диви градби. И сега во овие услови навистина е многу тешко како локална самоуправа да сами ги изчистиме предметиве, затоа што за дел од нив потребно да се направи законски измени. Например, за да ги решиме ние плаживе во Охрид, ни е потребна законска измена. Затоа што генератор на проблемот со плажите е државата. Државата ги издала плажите преку Министерство на транспорт и врски кога биле по нејзина ингеренција. Сега се договорите поминати, ние бараме правен основ доколку можеме да направиме нов повик дел од тие плажи да ги реиздадеме, меѓутоа ние располагаме со земјиштето таму. А сега има таму објекти. Луѓето кои што ги добиле договорите, склучиле договор со државата, да после завршување на договорот го вратат во првобитна состојба. Многу има аспекти тука и државата, доколку сака да го реши тоа, мора да настапи институционално и организирано. Дел од тие диви градби обавуваат дејност. Ти за да отвориш едно дуќанче, треба да имаш или имотен лист или договор за закуп со газдата на просторот во кај што обавуваш дејност. Сега плажите немаат нити договор за закуп, нити имотен лист дека земјата е нивна, обавуваат дејност. Јас како градоначалник не можам да ги затворам нив, можам да јурнам само. Колку е тоа популарно и непопуларно и е навистина еден проблем кој што не може ние сами како локална самоуправа да го решиме. Во врска со одлуката на Уставниот суд за платите на функционерите, вие бевте меѓу првите, ако не и првиот кој јавно истакнавте дека сепак ќе земите онај минималица, дека остатокот од платата ќе го донирате. И ме интересира вашиот став за оваа одлука и дали сметате дека на самиот крај солидарноста сепак ќе дојде до израз кај сите оние кај кои што треба во секој случај? Па моје мислење е дека предлогот кој што го изложи претседателот на СДСМ Зоран Заев за солидарност и за една, да речам, сега организиран настап да сите во јавната администрација сме на минималец овие 2 месеци, беше најдобро издржаниот
предлог, меѓутоа не се прифати од одредени синдикати, од одредени политички партии, затоа што само на тој начин ќе се направеше сигнификантна заштеда во буџетот. И меѓутоа ето, така се одлучив еден мал придонес, да речам и поддршка во однос на таа идеја за некаква солидарност сега и за помош на сите на кои што ни е потребна помош. Така да, мислам дека правилно поставив. Мислам дека сега има и насоки веќе сите функционери од редовите на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата ќе го направат истото и ја поздравам таа одлука и апелирам и другите да се приклучат. Епидемијата со коронавирусот не е завршена и што ќе им порачате на граѓаните на Охрид, меѓутоа и на гостите кои решиле првомајскиве празници да ги поминат во нашиот град. Охрид како туристички град, како најголем туристички центар во Република Македонија е првично најпогоден од оваа ситуација. Ние имавме еден куп хотели овде како што се сега празнија, траеше веќе да се полни, луѓето трпат финансиски штети, како газдите, собствениците, така и вработените. И мислам дека ќе треба да се направи посебен сет мерки само за тој сектор, затоа што на светски рамки покрај туризмот уште две индустрии се најпогодени, а тоа е автомобилската индустрија и авиоиндустријата. Меѓутоа, ние автомобилска индустрија директна немаме, а имаме доста странски компании кои што се директно поврзани со автомобилска индустрија, а исто така авиосообраќајот ќе зависи од олабавувањето на мерките на светско ниво. Сега во однос на туризмот во Охрид и предстојниот викенд кој што ни следи, имаме ние ограничување на движењето од 14 часот во сите 3 дена. Јас можам да кажам дека Охрид како туристички центар е секогаш отворен за туристите, како домашни, така и странски. Меѓутоа, едноставно, овој период не му беше никому до туризам и до шетање, гледавме сиве да останеме здрави и живи. И таа, да речам, една што беше насока на размислување на кризниот штаб кога беа великденските празници, беше во насока на заштита на здравието на граѓаните, а не во насока на бркање туристи, затоа што имаше многу коментари после тоа и реакции на социјалните мрежи, а непотребно е сето тоа. Така да, со оглед дека сега имаме неколку часа да уживаме во текот на тие 3 дена, ги повикувам граѓаните и сите тие кои што ќе посетат Охрид да се придржуваат до мерките, да одржуваат сепак социјална дистанца и да избегнуваат блиски контакти. За сите заедно потоа ова лето да го поминеме многу порелаксирано и со можност за поголема дружба, затоа што најверојатно границите ќе останат уште некој период затворени, а ние ќе сме срекни да ги пречекаме сите гости и туристи кои ќе сакаат да го посетат нашиот преубав град. Ви благодарам.